Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Во екот на изборната кампања имавме одлучено да паузираме од тоа да ги коментираме актуелните политички случувања, затоа што немаме можност да конкурираме на агресивната пропаганда со спонзорирани Facebook објави и останати објави на социјалните медиуми, ТВ спотови и емисии на мејнстрим медиумите. Денес продолжуваме со разговор со другарот Зоран Василевски на тема актуелната политичка состојба во Македонија низ призмата на одржаните парламентарни избори и одбележувањето на 76 годишнината од одржувањето на АСНО. Па, здраво, Зоран, како си? Добро, баш убаво што пак имаме можност да разговараме. Да, ти благодарам што прифати да бидеш дел од овој подкаст. Ме интересира кој е твојот коментар на што туку одржаните избори, изборниот резултат и постизборната тензија околу тоа кој ќе состави влада, бидејќи се соочуваме со многу теории за тоа кој и како ќе состави владата, кој ќе отпадне и така натаму. Па ме интересира кој е твоето мислење. Баш во насока на тоа што праша во пресред на одбележувањето на 76 годишнината од АСНО, јас морам со еден краток историски осврт, не е ни осврт, туку спомнување некое, дека избори повеќе партиски имало и во трите децении пред АСНО, каде што низа партии од политичкиот спектар учествувале на низа изборни циклуси. Она што е интересно е, во југословенската историографија, тие избори не се ни спомнуваат никој победил, никој учествувал, затоа што биле еден вид вртење во празно. Извини, сакаш да кажеш дека избори имало уште пред АСНО, односно пред новата Југославија, значи уште во СХС. Да, сме учеле сите историја, основно средно сме имале 8 години редовно образование со предмет историја, каде што во добар дел се изучувала и историјата на оваа држава и на заедничката држава на овој простор. И јас сум сигурен дека и оние што со интерес го изучувале овој предмет, не можат да се сетат на некоја си лекција какви биле изборните резултати во времето на кралството на србите, хрватите и словенците. Зошто е тоа така, ќе објаснам понатаму. Она што би сакал да го нагласам е дека избори имало со воспоставување на таа уставна монархија и онаа партија која што низ борба стигна до АВНО и АСНО беше забранета 1920 година, уште во првиот обид, и тогаш било јасно дека буржуаската демократија, парламентарна демократија, нема да ги донесе оние придобивки и онаа револуција која што се изведе во текот на нов. Да не знам многу за тој период, прашањето беше за актуелната политичка состојба. Го спомнав тој историјат за да како работници да не се потресуваме многу од определени изборни резултати, затоа што покажа 30 годишната историја на Република Македонија дека изборите секогаш биле која елита, кој дел од владеачката класа ќе се устоличи во следните 4 години да ги користи бенефициите и да го експлоатира народот од позиција на власт, нели? Од секогаш имало големи наративи, нормално дека дел од тие работи се многу битни, но преку избори не се решиле на начин што посакувале граѓаните. Значи, знаеме пред избори што се ветувало, подоцна што се испоставувало од таа политика. Значи, од секогаш поточно во изминативе 30 години можам да ги поделам во два периоди. Еден е до 2006 година кога имавме наизменично менување на власта. ВМРО-СДС само нека. И она што е интересно е што до тогаш предавањето на власта беше на условно речено мирен начин.
немаше оспорување освен 94-та или во другите изборни циклуси 98, 2002, 2006, немаше оспорување на резултатите какви што има во последниве 10 години. И тоа јас го толкувам од призмата на она што го кажа поранешниот премиер Георгиевски, власта крадела, ама имало за сите. Тоа важи значи за ВМРО и за СДСМ во тој период. А сега сакаш да кажеш дека власта кради и нема за сите и затоа се појавуваат проблеми. Точно. Значи, оној момент што се појави со владењето на ВМРО ДПМН е 10 годишно, уствари укажа на тоа дека нема доволно за сите. И тука се мисли на крупната и средната буржуазија. Да, апсолутно, за тоа немало никогаш. Да, и за малостопанствениците може би во тој период имало доволно. Се спомнува за тој период 98-2002, па и подосна дека малите бизниси работеле, имало значи начини како да заработат на пазарот. Од 2008 наваму, од рецесијата, значи што на глобално ниво се случи, јасно е дека не само во Македонија, туку и во регионот тој процес е забележителен. Значи, можеме да видиме во речиси сите околни земји, освен Грција и Хрватска, во сите околни земји имаме на власт партии и луѓе што се веќе на таа позиција скоро 10 или повеќе години. Значи, општо капитализмот е во криза и борбата сега кој ќе се устоличи на власта е прашање на живот или смрт. И истото сега се важи и за СДСМ и за ВМРО ДПМН. И за партиите од албанскиот етнички блок. Значи, дуи толку е укотвен во власта, СДСМ допрва сака да владее како што владееше ДПМН. ДПМН и неговите функционери не можат да помислат ни во најлудиот кошмар дека можно е да се 10 години надвор од власта. Зошто? Затоа што ќе пропаднат во опозиција. Како што пропаѓа блиските до СДСМ стопанственици во времето на владење на ВМРО ДПМН. Затоа имавме такви трансфери, например, да не набројувам низа, ама Орце Камчев е создаден тајкун од времето на СДСМ. И сега што е интересно? И ова го кажувам во насока на изборите, не бегам од тема. Значи, што е интересно? За разлика од пред 2008 година, кога капиталистите секогаш беа со власта, дури ги финансираат двете партии, за кога ќе било која партија на власт да има тука бизниси, тендери и такви работи. Сега интересно е дека тоа не го прават, туку остануваат со една опција и се прават таа опција да остане или да дојде на власт. А зошто е така? Која е разликата? Разликата е дека капитализмот е во криза. Колку тоа да е општо, може да се дообјасни, но факт е дека не можат сега да се остварат профитите на начинот на кој што се остварува во првата половина, да речеме, од функционирањето на Република Македонија. Добро, најверојатно тоа било дека имало и премногу државни капацитети, што претходно биле државни, па нели се приватизирале. Сега веќе тоа е истрошено според мене и нема што ново се експлоатира, нели? Точно. Дури и тоа е сосема точно, значи тогаш имаше општествен или државен капитал што се раскрчмуваше на начинот што ние на сите познат. Имаше, значи, како една општа хаварија беше транзицијата за социјализмот, но за капитализмот беше ново рестартирање, ново почнување. Сето тоа дојде до застој до 2008 година. После тоа мораше државата да се отвори, особено видливо, да се отвори кон странските корпорации. Но за домашната буржуазија тоа отворање не значеше дека до недоглед и тие ќе бенефитираа како и странците, а сега гледаме дека и на светско ниво профитите не само што се намалени, може да се каже и дека без
инектирање буџетски пари, дали во банките, дали самото кредитирање на банките спрема крупниот капитал, не може да се остварат тие профити, не може да се развива веќе понатаму капитализм. Добро, тоа е поврзан сега во овие земји од периферија како Македонија, апсолутно не може ни политичката сцена да е мирна и спокојна кога во прашање се милиони што некој би ги загубил ако неговата опција остане во опозиција или ако власта што ја добиле пред 2 години сега ја загубат, зашто поделени се картите целосно. И затоа оној тренд што беше започнат од ВМРО ДПМН кога последните избори опозицијата тогаш на СДСМ се жалеше на нерегуларни избори, сега продолжува. Значи во овие држави многу е битно кој ќе дојде на власт. И ако нема меѓународна заедница што сака да го тргне, тој апсолутно може да прави такви работи. А сега интересно е како други политички чинители размислувале дека во вакви држави можат да се регуларни и фер избори. Кога 10 години немаме регуларни и фер избори. И тоа не е само прашање на моментална кражба на некоја кутија или лошо калкулирање на резултатите, туку прашање на подкуп на гласачи. Добро, викаш овие земји, зарем кои земји има регуларни избори? Значи јас не верувам во западната демократија и дека таму изборите се регуларни. На денот на изборите, јас верувам дека во поголем дел од државите од западниот, така да го наречеме, капитализам, се регуларни изборите. Али таму, она што се случува 24/7 преку пропагандата, апсолутно ги прави тие избори на неизбор. Значи, факт е дека може изборниот модел да е многу проблематичен. Например, зошто во Америка не може ни една левичарска, социјалдемократска, дури би рекол, не пак социјалистичка опција да направи било што на избор, ради мнозинскиот модел. Сега тука кај нас имаме пропорционален модел, но имајќи ги сите општествено-економски услови на ум, однапред може да знаеме дека изборите не се и нема да бидат регуларни. Например, мене една работа не ми е јасна, кога сега, условно речено, има траскање од земја што се случило на избориве, како била хакирана демократијата, како биле нерегуларни изборите. Па зошто се бойкотираше референдумот? Се бойкотираше затоа што се знаеше дека за битни прашања и за меѓународната заедница, тој е многу битен фактор, регуларни избори нема да има. Сега, од тогаш наваму изгледа потребата од влез во собранието на Република Северна Македонија, се извинувам, но тоа е официјалниот назив. Изгледа за момент некои очи беа замижани, некои уши беа оглувени дека тоа може да се случи, но тоа е друга тема. Значи, да се вратам на прашањето, премногу долго ова го елабориравме. Тензијата што ја гледаме во моментов, дека сите значи политички партии што влегоа во парламентот прават калкулации како да состават влада. Да. Сите буквално. Резултат, причина за тоа не се само тесните изборни резултати. Причина за тоа е и она што го кажав претходно. Значи нема доволно плен за грабење. Оваа држава е пред стечај. И оној што сега ќе повладее уште некое време, ќе биде успешен. Апсолутно. Добро, ако завршиш тоа прашање, сакам да ти поставам друго прашање. Значи го спомнавме АСНОМ, односно антифашистичко собрание на Народното ослободување на Македонија. Очигледно далеку сме од конструирање на такво собрание, па сакам да те прашам кои се твоите очекувања од новиот парламентарен состав или дали воопшто имаш некакви очекувања?
имам очекувања да се предлагаат добри закони што нема да поминат. Друго очекување ми е дека оној тренд што започна со етаблирање на површина само на национални идентитетски прашања да продолжи. И за мене како комунист кој сака да ги третира и тие прашања, но не на начин преку разгорување на меѓуетничката тензија, за мене тоа е една трагична состојба. 2016 година беа можда последни избори кога имаше можност оваа држава да гради заеднички пат напред преку отварање на социјални и економски теми како главен проблем на секој работник во Македонија, и македонец, и албанец, и турчин. Она што го направи владата на СДСМ со отварањето на идентитетските прашања, со Преспанскиот договор, со рушењето на сите уставни и законски и секакви норми за да се влезе во НАТО, мислам дека до толку ја отвори Пандорината кутија што и во следните години главни прашања ќе се тие идентитетски прашања. Прашања на национално единство или национално понижување. Добро, една партија да опстои, нели, мора да ги отворат тие прашања. Се разбира дека тие нема да ги отварат социјалните прашања, бидејќи така тие самите губат. И за да се одржуваат, мора да играат на таа карта. Може да играат на карта на, не знам, мултиетничко општество, а уствари повторно ги, како да кажам, ги потенцират разликите во тоа мултиетничко општество, се потенцират разликите, значи ние сме различни, ама треба да се сакаме. Никој не кажува дека ние сме исти и нема зошто, значи повторно во такво мултиетничко општество тргнуваат од етникумот, не од работникот како идентитет, туку од етничкиот идентитет на човекот. И затоа мислам, секоја буржоаска партија тоа го прави, не само во Македонија, туку секаде, значи, етничките прашања, таквите прашања, мислам, не се присутни само кај нас, туку во еден куп други држави, особено во држави што се наоѓаат во периферија на капитализмот. Јас малку тука ја водам као емисијата, ама морав да се уфрлам со. Не, ова се битни прашања што не тангираат сите, не само како работници и како припадници на определена етничка заедница. Ние имаме, значи, социјална, но имаме и национална припадност. Но разликата кај овие партии што се тркаа на овие избори и оние граѓани кои што не гласаа на овие избори е токму тоа. Значи, разликата е дали тие теми ќе бидат горивото за добивање на поддршката. Јас морам да спомнам тука старата политичка партија Левица, што излезе на изборите 2016 година. И покрај тоа што учествуваше со многу мали финансии, од околу 3000 евра, сепак успеа да освои еден резултат над 1% од нивото на цела Македонија. Сега, ако се спореди тој резултат со новата Левица, апсолутно тогаш може, ако гледаме само низ бројки, да се толкува дека тоа било неуспех, сега ова е успех. Но, за напредокот на оваа држава, таа Левица 2016 имаше успех затоа што зеде гласови од сите етнички заедници во Македонија, без да им се додворува на било кој од нив, туку да им нуди една класно определена програма, наместо соживот, живот да им нуди, зашто со животот е декларативна работа. Да, добро, со СДСМ и животот испадна декларативна, али јас зборам за една сосема друга политика што тогаш се одбиваше. Она што можеме да го констатираме е дека на овие избори во изминативе година или две се створија кинески ѕидови меѓу етничките заедници во Македонија. Да. Преку партиите. Значи сега имате, може прецизно, математички дури, да се определи дека
Македонците гласаат за овие партии. Албанците гласаат за овие партии. Турците гласаат за ова или за оваа коалиција. Ромите и слично. Дури и СДСМ, ако 2016 година зема гласови од студентските протести или шарената и сите тие некои шетања или движења, не би нарекол револуција за тоа апсолутно. По 2020 што имаме? Имаме коалиција каде што има, значи, СДСМ си гласаат македонци и определени албанци кои што гледаат на незе како биро за вработување и БЕСА чисто етнички албанци. ВМРО ДПМН го гласаат етнички македонци. Левица етнички македонци. ДУИ етнички албанци. Алијанса, таа коалицијата со 4А етнички албанци. Помалите етнички заедници, турци, власи, роми, срби, си гласа претежно определено спрема коалиција. Да, тука е по разнолико. Значи, ако се отворат изборните резултати по избирачки места и ако се отворат по општини, јас не гледам која опција политичка зеде гласови од сите етнички заедници во Македонија. Тоа заврши 2016 година. И за мене е тоа поразителен факт и за иднината на оваа држава. Значи ние допрва Затоа што знаеш зошто? Затоа што понатаму ќе има нови избори. Ако се добивале гласови врз основа на овие теми, ќе се добиваат и понатаму. Да. И во тој момент, во тој случај, овие ѕидови ќе растат до веќе да не се гледаме. Колку и позиција? Нели се една, мислам вака, просто ке се израза, може би една народна поговорка вика раздели па владај. Значи, од каде знаеме дека и не е целта на политичките партии. Постојано такава тензија, значи сме виделе и со 2001 да не навлегуваме, многу комплексна тема е, и со диво наследје после, значи постојано е присутна таа тензија, као некој нешто ти зема, некој нешто ти дава и цело време нешто може некој да пукне, значи со тие зборови. И сад кога во таква констелација на односите, народот не знам, исплашен е и си мисли дека ќе гласам за своите, бидејќи своите ги гледа оние што се од истиот етнички табор, а како свој не ги гледа работниците. Значи вредносниот систем многу е изместен, ама тоа е поради капитализмот. Сега, тој тренд ги остава тие прогресивни и надетнички табори да бидат само граѓанско определени, а не работнички и класни. А тука добро По моментов СДСМ може да се нарече себе си надетничка партија. Апсолутно не. А нивната програма е граѓанска и ги иритира етничките македонци. Да, само СДСМ не, извини, значи без разлика што си гостин, морам да те прекинам. СДСМ не може да се нарече себе си етничка партија, значи СДСМ има претензија да стане мултиетничка партија, не надетничка, значи не знам каде го гледаш тоа надетничното. Види, едно е, значи, она што се гради како пропаганда, друго е како е во реалноста. Значи, она што се гради како пропаганда, може на листите да видиш, не знам, албанци, турци... Да, ама тоа е мултиетничност е тоа, уствари. Заев во еден наврат каже дека тие веќе не се македонска партија, туку се мултиетничка партија. Значи, за надетничност далеко се, мислам, сите партии во Македонија се далеко од тој концепт на надетничност. И сега, процесиве што ги презедува, со Преспанскиот договор, со насилниот влез во НАТО, со договори со Бугарија, со не знам кои се други договори, платформи, ствараат национално понижување кај македонци. Национално понижените македонци гласаат за партии кои што им викаат дека сега со нас ќе си го повратите достоинство. Да. За оваа држава да има понатаму турбуленции и да нема време на било кои следни избори и пратенички состави
да се разговара сериозно и да се одлучува за класни прашања, социјални теми, нема да има услови затоа што и овие што се представуваат како надетнички, мултиетнички, со своето однесување ги јакнат другите процеси. Тоа е тоа. Добро, ако заврши со ова прашање, сакам... Не, би сакал за ова, извини, ме инспирираше сега со некои ваш размислувања, се претвори ова ко дискусија. Па добро, подобро. А некако мое гостување. Да. Мојата предпоставка како ќе се одвиваат процесите натаму во Македонија не е нималку светла, ако се разгледа сериозно какво назадување се случи во последните 3 години во врска со овие теми. И задачата на секој прогресивен човек во Македонија, социјалист, вистински левичар, е да размисли за овие работи, затоа што може да се помириме со фактот дека соживот не е можен и дека на долг рок нема да биде ова држава, а може и да не се помириме со тоа, да не ги кушкаме етничките заедници во Македонија и да работиме на тоа да се гради општество на слободни и среќни луѓе, а тоа се знае кој е патот за тоа, тоа е најголемиот проблем. Не може со ваков систем да се овозможи тоа. Работниците во следните, не би рекол години, месеци, ќе мора и да почнат својот револт да го изразуваат на друг начин, не само со пенкал. Тука ќе фали лидерство во таа насока, можеби нема да фали, ќе видиме, али многу е, значи, опасен тој пат на популизмот, која страна ќе ја фати. Ќе видиме, се е отворено, од нашето искуство може да цениме ќе биде вака или така, но и сега во моментов не би сакал да давам некои предпоставки што лично сметам дека не е добро да се слушнат за ентузијазма на народ. Добро, мислам понатаму да разговараме така што некои прашања еве нека останат отворени, бидејќи секако на ниво на државата и општеството да се отворени. Па има уште едно последно прашање што делумно веќе го одговори. Кои се перспективите на работниците во блиската иднина? Тоа што кажа за дека очекуваш во следните месеци да почнат нели да се борат за своите права и така натаму. Дали сакаш да додадеш нешто плюс? Сакам да додадам, апсолутно. Не знам дали можат тие работници да се, како да кажам, да се подпрат на идната влада, дали можат да очекуваат дека идната влада може да ги реши нивните проблеми од здравствен, социјален, економски карактер и така натаму. Мислам, делумно ти ова го одговори, но еве, ако Не сум одговорил ни 50% од ова. Разговарав за опасностите кои се. Нормално дека не е безнадежна ситуацијата до толку баш големи чекори напред човештвото правило кога е најлошо, кога нема што да се загуби. Па да, јас на тоа и се надевам, устари, кога ќе биде најлошо дека тогаш ќе дојдат до големи промени, бидејќи луѓето кога нема што да изгубат, се одлучуваат на такви радикални чекори, се додека имат што да изгубат, нели се плашат и го штитат тоа што можат да го изгубат. За такви моменти е многу битно лидерство и кадровски определена работничка партија. Нека кадровски екипирана, а социјалистички определена партија. Дали таква ќе се изгради, ќе видиме. Јас мислам дека на начин на кој што во Македонија успех политички е само влез во парламент, на начин што се користат националните понижувања во случајот на македонците, пошто во моментот, да, тој народ е национално понижен, не сум оптимист по тоа прашање. Но, од друга страна,
треба да сме свесни дека не живееме на пуст остров. Дека сме на секаков начин мрежени со светот. Точно, промените во светот ке влијаат и на нас како што влијаеле и во 41-а. Така е. И 45-та сега, да не останеме на 41-та. Да. Она што е сигурно е дека корона кризата со ова, значи здравствена криза која што е веќе месеци во тек, ќе продолжи. Економска повеќе. Сега веќе преминува и здравствена, и социјална, и економска. И гледаме дека не само на Балканот, туку и во светски рамки државите веќе почнуваат да заземаат некој си меѓу период, каде што се продолжува со некакво си финансирање на бизнисите, оттаму и луѓето да земаат плата, ама и се отвораат работните места за да не трпи бизнисот. Така да, колку и да сме ограничени со информации, со интерес што се случува во светот, светот ќе дојде тука во смисла на ако почнат генерални штрајкови, ако почнат масовни протести, работнички, организирани од синдикати, од снажни работнички партии во светот, иако тука морам да изразам сомнеш каква е состојбата со левицата и со социјалистичките партии во светот лоша, но ќе видиме, ништо не е за секогаш дадено. Ако почнат едни такви процеси, дефинитивно и тука ќе се охрабрат работниците да излезат на улица да ги барат своите права. Дури не мора да почнат од светот процесите. Едноставно, ако дојде ситуација да се нема да се прехрани семејството, нема веќе да се зајмуваш од луѓе, нема ни државна помош колку и да е никаква. Во тој момент нема да се чека, верувам, ајде следни избори. Туку ќе се излезе на улица. Она што е опасно, а зашто претходно зборувавме, е што во такви најтешки моменти за работничката класа, ако не се работело претходно на нејзино класно освестување, повторно можат виновниците да се најдат не во државата буржуаска и во буржуазијата и во сиот тој финансиски капитал што ги опресира. Туку повторно да се најдат во поделбите. Тоа е опасноста за вакви држави на Балканот. Други опасности има не само од протести на, мислам, тоа не се опасности, тоа се напредни процеси, ако има такви широки работнички штрајкови, генерални штрајкови, ако дојде до тоа. Гледаме дека на Балканот допарва некои државни прашања со меѓународна помош треба да се решаваат. Значи, влегуваме во опасни, турбулентни години, од кои што може или да испадне голема катастрофа, или може да испадне едно нова епоха, на каква што сме горди од претходно. Што спомнавме 76 години од првото антифашистичко собрание. Да. Сите прашања се отворени не само во Македонија, туку во целиот свет. Иако тој бран зафатен или како што беше и претходно, ќе стигне до Македонија, значи знаеме ние дека ние сме многу мала држава и не може нешто такво да почне од нас, бидејќи ќе биде задушено, нели, мислам, логично е. Но може да почне, тоа е многу битен заклучок, може да почне на регионално ниво. Апсолутно. Не мора да чекаме да. Сега тука е многу битно какво е регионалното мрежување на социјалистичките и левичарски партии во Балкан. Да. Затоа што и пред АСНОМ што имаше? Имаше АВНОј. Да. Така да можеби нема да почне од оваа мала држава, но од регионот може да почне, но за жал
не се работело доволно досега или ако се работело, државната политика некои конексии ги прекратила. Прво со распадот на Заедничката федерација, а подоцна и со транзицијата. Така да не шириме премногу ентузијазам, но и не е се така црно како што изгледа, ќе видиме понатаму што ќе се случува. Наша одговорност е да не сме неми посматрачи на процесите. Ти благодарам, Зоран. Ако заврши, немам друго што да те прашам, бидејќи се опфатно одговори на моите прашања, дори малку излеговме од темата, но повторно се движевме во таа насока. Ова општо беше темата, то сакав да кажам. Истоката од државата е општа, мислам. Не опфативме ни 20% од оно што треба да се разговара на овие теми, но понатаму ќе видиме како ќе се одвиваат процесите, па ќе разговараме и конкретно, ќе постигнат сигурно и други. Апсолутно, сега затоа кажам општо е состојбата во државата и затоа разговараме на општи теми. Ти благодарам уште еднаш што беше дел од Гласни идеи. Почитувани гледачи, не заборавајте дека ништо не зависи од владата, ништо не зависи од политичките партии, туку се зависи од системот. Иначе ако сакате се изборите против тие појави, треба да се изборите пред се против системот, а не против конкретна политичка партија. Затоа што системот го држава капиталот, а за политичките партии стојат исто така капиталисти. Ви благодарам. Така.